Здраво, дечиња! Денес сакам да зборуваме за нашата околина. Поточно за отпадот. Ќе ви кажам за тоа што е отпад, кој го создава отпадот, каде се фрла, кој се грижи за отпадот и многу други работи. Почнуваме од почеток. Сигурно секој ден се симнувате пред вашата зграда. Честопати среќавате на игралиштата и во парковите фрлени отпадоци. Од смоки, грицки, сокчиња, хртивчиња од бомбони и други работи што ги фрлеле луѓето. За да живееме во чиста и здрава средина, секој од нас треба да се однесува правилно со отпадот, што го создава и да не ја загадува природата. Што е отпад? Сето она кое што нашите семејства го создаваат и го фрлаат во корпите за отпадот и што не им е потребно, се нарекува отпад. Нашите семејства создаваат многу голема количина на отпад или на ѓубре. Кога сето тоа би го собрале на едно место, би било големо како едно големо семејство на слонови. Отпадот што го создаваме ние луѓето, треба некој да го собере. Ајде да видиме кој е тој. Веројатно знаете дека во секој град постојат луѓе кои редовно и уредно го собираат отпадот. Тие тоа го прават со камиони и потоа собраниот отпад го носат во депонија. Веднаш се прашувате што е тоа депонија. Депонија е едно посебно место каде што се носи отпадот собран од контејнерите и кантите од нашиот град. Отпадот во депониите не пречи никому и не ги загадува ниту почвата, ниту водата. Но како стасува отпадот до депониите? Депониите се наоѓаат надвор од градовите. За да ја фрлиме кесата со ѓубре на местото каде што се наоѓа депонијата и да се вратиме дома, ќе ни треба многу голем пат да поминеме или пешачење. Затоа е смислено отпадот да се остава во контејнерите или во кантите во близина на нашите домови, а потоа луѓето задолжени за празнење на контејнерите и отпадот од кантите да го донесат во депониите. Но што ќе се случи ако отпадот не се фрла во депониите? Сигурно сте забележале една многу лоша навика кај некои луѓе кои што отпадот го фрлаат каде што сакаат. Па така имаме купишта на ѓубре покрај некоја улица или детско игралиште. Тие купишта на ѓубре не само што не изгледаат убаво, туку можат да бидат извори на многу заразни болести. Многу често се случува одредени луѓе да го палат отпадот, а со тоа го загадуваат и воздухот. Чадот не само што лошо мириса, тој содржи и многу штетни материи кои што ја загадуваат околината. Делот од овие штетни материи во воздухот, со паѓањето на дождот на земјата, повторно ја загадуваат и почвата, реките, изворите и така стигнуваат до нашите чешми од кои што пиеме вода и до храната која што ја јадеме. Со вакво однесување сме ја загадили и водата. Никој не би сакал да пие нечиста вода, да јаде храна што има штетни материи и да се разболи, нели? Па како правилно да постапиме со отпадот? Како што кажавме, отпадот треба да заврши во депониите. Но и депониите еден ден толку многу ќе се преполнат со ѓубре, што нашата планета Земја ќе ја преполниме со отпад. За да не се случи тоа, луѓето пронашле начин како дел од отпадот повторно да се искористи, со што ќе создадеме многу помалку отпад на планетата Земја, а со тоа таа ќе биде многу почиста. Како? Стаклото, лименките, пластичните шишиња и хартијата може да се преработи во фабриките и при тоа да се создадат нови производи.
Во градинките знаете дека имаме корпи за отпадоци во кои што фрламе различен вид на отпад. Например, во корпата на која што е означено пластично шише фрламе пластика. На корпата на која што има ознака од хартија фрламе веќе еднаш употребена хартија, а пак на корпата за отпадоци на кои што стои ознаката за стакло фрламе производи од стакло. На тој начин многу полесно отпадот во фабриките ќе се преработи и ќе се добијат нови производи. Дали сте знаеле дека дел од вашите блокчиња се направени од стара хартија, а на нив одлично се црта, нели? И остатоците од храна не се фрлаат. Храната што ни останува од некаков оброк, овошје, зеленчук и слично, многу добро може да се искористи. Овие остатоци од храна се фрлаат во градината, се потропуваат со ѓубре и по извесно време се добива природно ѓубриво или храна за овошјето и зеленчукот, кои им помагаат побрзо да растат и ние да добиеме поздрава храна. Веројатно сте забележале едни чичковци во една портокалова униформа кои што ги метат нашите улици и ги празнат корпите за отпадоци. Дали знаете зошто некои возила имаат прскалки и кога се движат ги мијат улиците? Така се одржува хигиената на целиот град, а тоа е многу важно за здравјето на луѓето што живеат во градовите и за чистата средина околу нас. Драги дечиња, здравјето е најважно од се. Тоа се загрозува со нечистотија, бактерии и отровни материи доколку не се однесуваме правилно кон нашата средина и со отпадот. Со правилно однесување на отпадот, ние ќе имаме почисти домови и улици, чиста средина во која што ќе живееме. Затоа, бидете внимателни. Секогаш фрлајте го отпадот на соодветно место и грижете се за природата затоа што таа ќе ви врати многу повеќе. Среќно и здраво детство, убави и чисти игралишта, многу чист воздух и здрав живот. Се надевам дека овој пат научивме и многу нови работи кои ќе ни помогнат да се однесуваме грижливо кон се она што не обкружува. За почеток, бидете вие првите екологисти, а тоа значи да внимавате и да го потсетите секој човек или ваше другарче кој фрла отпад на погрешно место. Вие треба да го научите. Од мене толку и се надевам дека успешно ќе извршите вашата задача. Се гледаме повторно. Чао!